автоматски можеме да забележиме во последниве месец, веќе ова е втор, така нешто како почна оваа, би рекол, тензија, погледнете. 20% скок на цената на нафта. Зошто е ова толку битно? Ќе се вратиме на неделно ниво, за уште еднаш да го повториме ова зашто е многу битно. Односно, напоредно со цената на нафтата, што се случува? Скока и вредноста на доларот, затоа што 4/5 од трансакциите во светот кои што се нели поврзани со нафта се реализираат во долари. Автоматски што можеме да видиме, иако можеме не го следи во такт, можеме да видиме дека доларот, иако има екстремна количина на негативни би рекол индикатори и сили кои што ќе го водат и понатаму надолу, можеме да видиме дека истиот одбива да се движи надолу, дури гледаме и корекција нагоре моментално, баш поради оваа причина. Затоа што вредноста на нафтата, колку повеќе расте, толку повеќе ја качува и вредноста на доларот. Така да уште ќе напоменам, доларот моментално е средство во кое што најголем дел од било што се тргува на пазарот се споредува. Автоматски, овдека може да очекуваме дека и криптовалутите и се останато ќе изгуби на вредност, доколку имаме ваков тип на војна. Се разбираме. Значи, тука е најголемиот проблем, да се подсетиме уште еднаш, ова јас за тоа и не сум го избришал, поради оваа причина, ние овдека ги имавме обележено апсолутно сите геополитички конфликти, баш поради оваа причина. Затоа што ова е многу добар едукационен момент, односно, во 12-дневната војна, каде што не се не разговараше за затварање на Хормуз, не имавме раст од 40% на цената на нафтата. Ние овдека веќе имаме раст од 20% пред потенцијално да почне оваа војна. Замислете ако навистина добиеме затварање на овој канал и замислете ако ова затварање трае потенцијални месец, 2-3. Каков катастрофален ефект ќе има по економијата првенствено во Европа, а понатаму и во светот. Ова не може ни да се мери, затоа што единствена, би рекол, друга ситуација во која што сме имале слична состојба како ова, е нормално состојбата кога истиот овој регион одлучил да направи ембарго на Мурика. Само за подсетување, погледнете го. Ова е ефектот. Ево. Гледате овдека. Значи, во моментот кога почнало ембаргото на арапските држави наспроти Америка, вредноста на доларот пораснала 100%. Наспроти се останато.